Која фигура можам сега да ја поместам овде? А ти каде можеш да ми направиш шахмат? Не можам, нема, позицијата е таман. Нема. Почитувани, добар ден, ние сме тука во центарот на Прилеп, еве на една шаховска табла, специјално наместена и подготвена за еден разговор посветен на шахот со нашиот драг соработник и пријател Тони Кировски, кој што по многу нешта е синоним за прилепскиот шах и за македонскиот шах. Нешто што како информација не сте го знаеле, а тоа е дека Тони Кировски во моментов се рангира меѓу првите 15 македонски шахисти на сениорската ранглиста. Меѓутоа, тој единствен во Македонија бил државен првак во сите три категории: пионерска, младинска и сениорска категорија. Мене ми е навистина чест. Јас сум сигурна дека ќе победам денеска. Не се сомневам. Затоа што ќе разговараме на мое поле, новинарско поле, ќе зборуваме за шахот, но имаме за што да разговараме, а тоа е она што ќе се случува наредниот период или веќе наредната недела, почнувајќи од недела и во понеделник, поврзано со меѓународни надпревари кои што ќе се одржуваат во Прилеп. Значи, тоа е поводот за разговорот, станува збор за две практично манифестации кои што ќе прибираат луѓе од цел свет практично и ќе има навистина богати надпревари. Добре ни дојде еве во центарот на Прилеп во едно шаховско опкружување, но сепак опкружување кое што на прилепчани и на македонците ќе им даде одредени информации што ќе се случува наредниве денови тука во Прилеп. Најпрво благодарам на поканата и драго ми е што овој разговор го правиме во шаховското катче, кое што пред 15 години заедно со градоначалникот го отворавме со велемајсторот Звонко Станојовски. Едно од ретките места во Македонија каде што имаме вакво шаковско катче со 4 нормални маси и еден голем шах. Така, верувам дека ова шаховско катче ќе ги има повторно фигурите кои што овде стоеа, но тоа ќе оставиме на крајот од разговорот, дали може нешто да се направи, што треба да се направи. Тони, ти многу си активен во областа на шахот. Спортот кој што навистина не е само физички спорт, туку е пред се ментален спорт и многу помага за развојот, особено на децата, на младите и на повозрастните, да бидат во една ментална кондиција која што еве да биде во склоп на телото и развојот на телото. Што е она што најпрво еве недела ќе го имаме тука во регионот? Па во недела на 16 август во ресторанот Медио Петрол пред целото Рапотово се организира силен меѓународен турнир во забрзан шах со учество на преку 120 шахисти од, да не речем од целиот свет. Има деца кои што играчи од Америка, од Германија, од Австрија, од Грција, Бугарија, Србија, Косово. Значи еден силен меѓународен турнир во забрзан шах. Ова е пионерски, да речем, зафат на шаховскиот клуб Прилеп заедно со собственикот на Медио Петрол, каде што во руралните средини организираме ваков силен меѓународен турнир. Се организирале турнири во многу градови во Македонија, меѓутоа во рурална средина ова е пионерски чекор. На тој турнир очекувам голем број на играчи и од нашиот град да учествуваат, со тоа што сигурен сум дека ќе го подобрат и својот меѓународен рейтинг, бидејќи овој турнир е рангиран на Светската шаховска федерација ФИДЕ и застапен е на официјалниот сајт на федерацијата и ќе се бодува за Светската федерација. Зошто се одлучивте на ваков чекор да биде еве надвор од поголемо населено место како што се градовите и сами рековте дека руралните средини? Зошто се важни и руралните средини? Па важно е затоа што сакаме шахот да го расшириме во сите места. Јас минатата година како претседател на шаховскиот клуб Прилеп заедно со екипата од клубот организиравме неколку турнири во општина Крушево, во општина Кривогаштани, во општина Прилеп. Значи на неколку места ова беше прв пат да успееме да договориме и надпревар во општина Долнени. Мислам дека со тоа сите општини во овој регион се опфатени со најмасовната шаховска спортска игра во светот шахот и мислам дека ова ќе побуди голем интерес и кај децата од општина Долнени за и тие да го практикуваат шахот, бидејќи знаеме шахот многу помага во развојот на предсе на младите.
Вториот спортски настан се случува веќе од понеделник. Зашто станува по конкретно збор? Тоа е исто еден турнир кој што го немало во наше обкружување. Прилеп може да се пофали со организација на вакви бергер затворени турнири на поканети играчи во времето кога постоеше се уште фабриката Евроинвест и шаховскиот клуб Центар, се организираа неколку меѓународни турнири бергер во Прилеп на кои што се освојуваа меѓународни титули велемајсторски и интермајсторски. А ова е пионерски затоа што првпат се организира ваков затворен турнир за деца. Посебен акцент сакам да дадеме на децата, бидејќи сепак ние повозрастните веќе сме во залезот на кариерата и некој мора да не наследи, и се гордеам со тоа што како град мислам дека сме убедливо најдобри во Македонија после Скопје, бидејќи во Скопје се од цела Македонија играчи кои што таму се преселени. Прилеп е убедливо најшаховскиот град во Македонија и имаме деца кои што се учесници на светски и европски првенства. Значи градот може да се гордее само со децата кои што го практикуваат шахот. Така. Во однос на овој дел за практикување на шахот, бидејќи ти практично во Прилеп екзистираат 3 шаховски клуба: Прилеп, Пелагон и женскиот шаховски клуб. Ти си председател на сите 3 шаховски клуба. Но она што е важно е да се напомене дека чинам последниве неколку години твоја иницијативата да се развие шахот и да допре до најмладите, практично во основните училишта, преку една програма за приближување на шахот до децата како изборен предмет. Што значи тоа и каде се веќе го има шахот во училиштата во Македонија? Јас се извинувам само да се доизјаснам во врска со овој турнир. Значи на овој турнир ќе учествуваат 12 дечина од цела Македонија, значи најдобрите деца од нашиот град ќе учествуваат, бидејќи сепак се организира во Прилеп. Ќе учествуваат деца од Гевгелија, од Валандово, од Битола, од Скопје. Ќе учествува девојче кое што е од Србија, девојче кое што е од Австрија и едно момче кое што е од Америка. Значи со ова мислам дека ќе направиме голема работа за развој и популаризација на шахот и очекувам овој турнир да го посетат голем број на прилепчани, посебно и на децата и на сите љубители на шаховската игра. И сакам само уште да напоменам дека овој турнир е не само за како шаховски настан, овој турнир го планирам да биде еден настан за промоција на градот, бидејќи секој ден сакаме да се игра, мислам не сакаме, него сигурно ќе се игра на различни места, почнувајќи од киносалата во Домот на културата, галеријата во Домот на културата, галеријата на икони при музеот, Заводот и Музеот за култура Прилеп. Ќе играме во участакот, се надевам дека ќе обезбедиме уште 1 до 2 места во кои што ќе можеме да играме и можам да нагласам дека на 19 август во среда турнирот ќе се одржи во спомен куќата на Блаже Конески во Небрегово, бидејќи можеби мал број на наши сограѓани и жители знаат дека Блаже Конески бил првиот председател на Шаховскиот сојуз на Македонија, избран токму на 19 август 1948 година. И затоа во негова чест дел од овој турнир ќе биде организиран во спомен куќата во Небрегово. Со тоа сакам да му изразам на голема благодарност и на институциите, и на музеот, и на Домот на културата, и на сите што ќе помогнат за организирање на овој настан. Што се однесува до децата? Ми спомнавте дека децата се најголемото богатство и едноставно шахот мислам дека многу допринесува за развој и помага и во интелектуалниот дел, во математиката, во логиката, буквално во секој поглед. Има неколку испитувања од врвни светски истражувачи во кои што има деца кои што практикувале шах
едно одделение и едно одделение кои што воопшто не играле и резултатите се драстично подобри во насока на подобар коефициент на интелигенција на овие деца. Мислам дека треба да оставиме простор децата самите да си одлучат дали ќе продолжат со навиките наши граѓански, мислам и на децата со своите мобилни телефони, или ќе почнат логички да размислуваат за да може да ја употребат својата логика општо во животот. Урбан маркетинг. Во текст се уписите во едукативниот центар Еду Шампиони Прилеп за англиски и германски јазик во повеќе категории, за напредни и талентирани ученици и курсеви за возрастни, дневен престој за ученици од 1 до 5 одделение, неколку часовен престој за ран детски развој во две групи од 2 до 5 години, работилници по македонски јазик и математика за ученици со потешкотии во учењето од 1 до 3 одделение и за напредни ученици. За малите уметници, курс за ликовна уметност, саботни тематски креативни работилници. Во Еду Шампиони и две нови програми: социјално-емоционални работилници за деца од 5 до 11 години и вклучување во Еразмус проекти, Европска училишна размена за усогласување на вештините со англиски и германски јазик. Еду Шампиони Прилеп, 10 години успех, 20.000 задоволни деца и родители на 3 локации во Прилеп, до основните училишта Кире Гавриловски, Блаже Конески и Рампо Левката. Информации на телефон 078 209 960. Урбан маркетинг. Одлично, мислам, објаснувањето е она кое што повозрастните го знаат, но може би родителите не го знаат и затоа е добро доколку еве од септември започне како изборен предмет. Има ли таква најава во Прилеп да започне? Значи, разговарано е со надлежните во локалната самоуправа и начелно е договорено од септември шахот да биде изборен предмет и да веќе го практикуваме во основните училишта од 4 до 9 одделение. Само да напоменам дека изборен предмет значи дека децата мора да го изберат и тој може да се практикува само во едно полугодие во текот на една учебна година. Ова мислам дека ќе биде еден голем поттик за децата за нивниот развој, а исто така покрај Прилепската општина веќе од септември и во општина Кривогаштани, каде што јас сум роден и се гордеам што таму го започнав својот живот и своето шаховско образование, и во општина Кривогаштани ќе почнат да играат, да учат децата во основните училишта, ќе го имаат шахот како изборен предмет, веќе и договорено е со локалната самоуправа од општината. Тоа зависи од локалната самоуправа или може да се договара и на ниво на држава? Дали во други општини има пројавено таков интерес и дали воопшто сте договарале, разговарале околу тоа? Бирото за образование на Република Македонија го има шахот воведено како предмет кој што може да биде изборен предмет во основното образование. Има направено шаховски прирачници, шаховска литература. Тоа не значи дека шахот ќе се изучува како шах во основното образование, него во суштина педагогијата и самата шаховска игра. Нема децата да учат да бидат шахисти, него децата ќе учат да бидат паметни, попаметни. И мислам дека ќе направиме еден голем исчекор со тоа што во нашата општина ќе биде како предмет. Исто така, Шаховската федерација приоритет е воведувањето на шахот како предмет во образованието и во голем дел каде што имаме активни шаховски клубови каде што можат да помогнат во имплементацијата на шахот во училиштата, веќе се организира, посебно можам да кажам во скопските општини, може би дел во кумановските општини, меѓутоа Прилеп, верувајте дека ќе биде буквално предводник на оваа иницијатива во сите основни училишта и ќе имаме се подобри и подобри шахисти. Мислам дека децата веќе мора да не наследат нас повозрастните. Прилеп има и друг куриозитет, а тоа е покрај тоа што е познат по шахот и пак поврзано со шахот, е дека актуелен светски првак по шах
е Гукеш, индиецот кој што играше за Прилеп. И исто така можам слободно да кажам дека покрај тебе има и други прилепски шахисти кои што градот, општината и регионот може да се гордее, но во исто време, барем од она што како податок ти го кажа, но сега сакам и да го знае прилепската јавност, големиот интерес на прилепчани, на младите и на повозрастните се преточува во мощни активните шаховски клубови кои што постојат, рековме, се 3: Прилеп, Пелагон и женскиот шаховски клуб. Колку време постојат сите тие, како обстојуваат, колку се луѓе активисти има шахисти кои што сакат да го научат шахов, за разлика од децата кои што еве во училиштата сосем друго ќе учат. Значи Прилеп е еден од ретките градови во државата кои што има 3 шаховски клуба. Еве еден повик до граѓаните, до некои заинтересирани кои што би сакале да бидат дел од шаховските клубови. Јас сум председател на сите 3 шаховски клубови, затоа што не можеме да најдеме интерес кај другите субјекти за да некои од клубовите ги превземат и да ги помагаат нормално. И оваа година можам да кажам гордо дека Прилеп е можеби единствениот град во Македонија кој што има шаховски клуб кој што е учесник во првата шаховска лига и во машка и во женска конкуренција. Значи шаховскиот клуб Прилеп и во машка и женскиот шаховски клуб Прилеп се учесници во првата македонска лига. И таму секогаш ние со гордост можам да кажам дека сме во првите 3-4 екипи и досега неколку пати сме играле куп на европски шампиони. Кога се однесува до купот на европски шампиони, ова што го кажавте, значи да знае прилепската јавност дека моменталниот актуелен светски првак Домарају Гукеш од Индија 2021 година играше за куп на европски шампиони за нашиот клуб и беше убедливо најдобар играч на турнирот. Освои златен медал со кој што градот треба да се гордее и беше најдобар играч, иако таму играше и претходниот светски првак Магнус Карлсен и ние како шаховски клуб Прилеп го завзедовме 14-тото место во Европа. Тоа е успех кој што не верувам дека некој може да се пофали од нашиот град. Што се однесува до школите, за ова сето да го постигнеме мора да се има и школа. Мора да се има и напредок кај децата. Ние имаме 3 вака субјективно можам да кажам едни од најдобрите шаховски школи, бидејќи се работи за почетна школа во која што ја води шахистката Јустина Дудка Пољакина, која што е мажена во нашиот град. Напредната школа ја води нашиот истакнат мајстор Дејан Ѓорѓиевски и најдобрите деца кои што играат за првата екипа и кои што тропаат на вратите на првата екипа ги води, она како што кажавте, велемајсторот Звонко Станојевски. Значи имаме буквално континуитет и овие шаховски клуба Пелагон и Прилеп постојат десетина години, меѓутоа шаховскиот клуб Прилеп постои од основањето на Шаховската федерација на Македонија и секогаш еден од можеби единствен клуб кој што постои од основањето па до ден денес. Се менувале многу, ние сме биле и мермерен комбинат, и тутунски комбинат, и центар, меѓутоа шаховскиот клуб Прилеп само го менувал името, а истите шахисти играле активна улога во првата македонска лига и во на времето сојузните лиги во СФРЈ. Колку е важно стопанството, индустријата, воопшто зборуваме за бизнис сфера, да препознае кое е значењето на шаховската игра и што се може и тие да добијат преку спонзорирање, преку донации, преку на некој начин водење на клубот како што е во моментов Алкалоид во Скопје, да можат и тие да се промовираат преку шахот. Добро кажавте, шаховскиот клуб Алкалоид е водечки клуб во Македонија и е препознатлив низ цел свет. Бидејќи е европски, беше и европски првак и европски вице-шампион, со многу мали средства во однос на големите спортски колективи како што се фудбал, ракомет, кошарка, одбојка, со многу мали финансиски средства може да се добие многу. Значи Алкалоид е препознат бренд како фирма во спортската јавност во целиот свет. Доколку ние би добиле мала помош од
од прилепското стопанство, значи скромна помош. Ние не сме мегаломански, ние парите ги трошиме исклучиво за спортските настани и одделуваме, што се вика, и од своите средства само за да може децата да напредуваат. Ние сигурно би биле и многу подобри и би биле конкурентни на Алкалоид. Пред 3 години Шаховскиот клуб Прилеп беше вице шампион на Македонија, значи го освои второто место. Многу пати сме биле трети во Македонија, четврти. Значи секогаш сме во првите 3-4 екипи во државата и секогаш имаме право да учествуваме во купот на европските шампиони. Кој еве за една пофалба исто оваа година планираме барем една екипа, или машката или женската екипа, да учествува во купот на европски шампиони кој што ќе се одржува во Црна Гора. Мислам дека е скромен трошок кој што се надевам дека ќе изнајдиме можности да земиме активно учество и да го представуваме градот надвор од нашата држава. Значи, како и секој спорт, спортот е нормално амбасадор на одредена општина или на одредена држава, но многу е важен тој момент, стопанството да го препознае, бизнис секторот, оние луѓе кои што на некој начин го водат развојот на секоја држава и на секоја општина. За крај, Тони, она што сакам да прашам е кој потез можам да го направам, кое движење, бидејќи јас одамна немам играно шах, што би ми препорачал на оваа шаховска табла? Па ние, пошто часовникот работи, веќе одамна го имате од минато времето, меѓутоа ова е почетна отварање, шпанско отварање во кое што може да го играте пешакот пред кралицата и тоа на D5. Значи, и со тоа едноставно можеме да се согласиме на реми. Ова е реми веќе. Благодарам многу за разговорот. Ви благодарам на можноста да на некој начин го промовираме двата меѓународни шаховски настани и да се го промовираме на некој начин и животот во нашиот град. Благодарам.